Кочани ни е во фокусот. Имаме средба и со директорката на општата болница и со повредените лица во Кочанската дискотека Пулс, кои се рехабилитираат во болницата, најави на денешната пресконференција министерот за здравство Азир Алију. Ние овие денови ќе бидеме во Кочани. Тие средби нема да бидат средби во кои што ќе одиме заедно со новинари. Идејата е да бидеме заедно со граѓаните и реално да ги согледаме и да ги видиме потребите во кои што ги имаат. Утре имам средба со директорката на болница Кочани, така да затоа ќе почнам од таму. Прв приоритет ни е Кочани, понатаму сите такви или слични ситуации кои за жал ги имавме во минатото. Алију вели дека здравствениот систем нема работни групи за менаџирање со кризни ситуации. Нивното формирање ќе се реализира за 1 месец. Министерот за здравство токму утре ќе посети Кочанската болница. Пациентите, лекарите и медицинскиот кадар пак со нетрпение ја чекаат и компресивната облека. Утре пристигнува првата пратка за 58 пациенти. Директорката на Кочанската болница Катерина Мирчовска појаснува дека под компресивната облека, која треба да се носи минимум 23 часа на ден, треба да се постават и силиконски лепенки, кои ќе ја одржуваат влажноста на кожата. На пациентите веќе им се направени обуки како да ја одржуваат. Компресивната облека за пациентите со изгореници е изработена во Германија, а нивните представници од Бугарија утре се очекува да пристигнат во Кочани. Исто така да видат дали има промени, бидејќи и телото човечкото има динамика, значи може да се здебела, да ослабат, значи може да им биле рацете во оток кога биле земани мерките. Така да, значи повторно се направи увид и доколку им одговара, значи доколку е во ред овој прв пар на облека, планирано да се изработи и втор пар на облека, за да може кога едниот пар се да речам се одржува хигиена, другиот пар да може да се користи. Компресивната облека е во вредност од над 923.000 денари. Обезбедена е по пат на донација од страна на волонтерите на Сапорт Кочани. Пациентите, освен од сонце, треба да внимаваат и од комарците, кои во Кочанскиот регион ги има поради оризовите полиња. Мирчовска вели пациентите со изгореници, заштитните средства против комарци да не ги прскаат директно на кожа, туку на самата компресивна облека. Кочани искуство ќе собере и од шведскиот град Гетеборг, каде што во 1998 година исто така во дискотека загинаа 63 лица. Делегацијата првите средби ќе ги има во текот на утрешниот ден. На 9-тиот марш на ангелите, синовите семејствата на настраданите од обвинителството побара појаснување на обвинението за 34 лица, кои се офатени, бидејќи како што велат, тие не се правници и не знаат што значат членовите. Барањето во писмена форма на обвинителите ќе им го достават утре.